Беласица моментално прво на табелата, води со 6 бода од второпласираните. Така да имаме уште 2 кола, овие 2 кола сега следното ние со Тиверија играме во недела, ова е и следната утакмица мислам дека ќе ги добиеме и Беласица може да биде и со 9 бодови прва на табелата со завршување на оваа полусезона. Ова е само една дел од шампионатот, односно полуетапа. Дали ќе се задржи косторот на Беласица до крајот на шампионатот? Размислувате ли со оглед дека рековте е квалитетен шампионатот во третата фудбалска лига Исток и сите ќе атакуваат на оние 2 позиции кои што носи билет во втората лига? Кои се плановите? Планира ли Беласица да остане до крајот на шампионатот на лидерската позиција? Да, значи Беласица оваа полусезона ќе завршиме со овие играчи и на полусезона да има можност, значи не само ние, секој клуб да се појача или некој ако мисли дека нема шанси, може и некој од играчи да ги отпушти. Беласица има стратегија оваа полусезона да се појачи со уште неколку прволигашки играчи. Не за ова дали ќе бидеме први, ние секако ќе бидеме први во оваа лига, него ја подготвуваме екипата за втора лига, практично за следната сезона. И затоа Беласица мора да земе уште неколку прволигашки играчи со кои веќе сме во преговори, чекаме да дојде прелозниот рок. И Беласица значи во оваа полусезона да биде уште посилна, посупериорна, полесно да ги поминеме овие екипи кои сега ни доаѓаат, практично потешките ги поминавме во гости. Да бидеме први во лигата и подготвени за следната сезона.